Разрешениот директор на неврологија ќе добие лиценца за работа откако ќе помине обука под водство на ментор и потоа полага испит за својата стручност. По снимката каде доктор Игор Кузмановски меша бела прашкаста материја и зборува за квалитетна дрога. Освен моралната осуда, лекарската комора и со дополнителни мерки за неврологот. Како резултат на констатираните наводи и за да се гарантира заштитата на пациентите и интегритетот на лекарската професија, комората покрај законски утврдените услови донесе одлука за преземање на дополнителни мерки. Имено беше одлучено дека доктор Кузмановски, за да може неговото барање да биде одобрено, мора да помине 3-месечна специјализирана обука под директно водство на ментор. По завршувањето на обуката, докторот ќе подлежи на испит за детална проверка на стручните знаења и способности, пишува во соопштението на лекарската комора. Паралелно со ова, во комората тече и соопфатна процедура поврзана со неговото етичко однесување како доктор. Инаку, за работењето на Кузмановски има и комисии формирани од неврологија, а дополнително ќе формираат и дисциплинска комисија. Минатата недела доби и парична казна од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бидејќи со месеци прегледувал пациенти без важечка лиценца. Во текот на денешниот ден до нашата установа пристигна и решението од обавениот вонреден инспекцијски надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од каде е посочено дека во врска со овој случај клиниката за неврологија е задолжена предметот на здравствениот работник во врска со личната и професионалната одговорност да биде преиспитана од страна на дисциплинска комисија. Истата дополнително ќе биде формирана согласно одредбите на Законот за здравствена заштита. Пред 2 недели снимките со доктор Кузмановски предизвикаа бурни реакции во јавноста, а неврологот веднаш беше разрешен од директорската позиција. Тој ја призна грешката, се извини за постапката со образложение дека била во моменти на слабост. Сења Димитровска, Сител телевизија.